Уште еднаш прашуваме, што се случува со СДСМ Прилеп? Еве уште еднаш невешто пробувате да спинувате и да манипулирате со јавноста. Заради толку ниско падна партијата и слепо се бори за федерализација и двојазичност во Прилеп? Има ли поголем срам за нив, кога дошло време Зијадин Села и албанската пратеничка што Македонија нарекува Илирида да бидат ваши идоли и да им се поклонувате? Миле, за кои политички говори и злоупотреби зборуваш? Зарем искажен став дека Македонија треба да е унитарна, без промена на името, знамето и химната е кривично дело? Зарем искажано мислење на млад човек за својата држава е грев? Изгледа за злоупотреба на учениците мислевте на шарената револуција, во која дел млади луѓе сврливте во првите редови, манипулирајќи ги да уништуваат јавен и приватен имот и да уништуваат јавни институции. Ќе одите ли на суд како обвинители против човек што се изјаснил за својата татковина? Миле, тоа е гордост и обврска на секој македонец. Не знаеме како ви идентитетот, или сте се пронашле во оние без идентитет, како што вели вашиот коалиционен партнер Села. Но верувајте дека полека станувате синоним за борци што сакаат да го воведат албанскиот јазик во образованието во Прилеп и во самиот град. Дали утре ќе одите и во Струга и во Куманово и на Села ќе му поднесете кривична пријава за ширење на иридентизам и омраза, а во Куманово на директорот на гимназијата покрај кривична пријава ќе му донирате и веб камера со подобра резолуција? Жално е за вас да ги величате неморалните и редентистите, а да ги оцрнувате патриотите и неистомислениците. Но за жал, со вас се е можно. Елитата од неколку луѓе на СДСМ Прилеп се продаваат и самите, и државата, и јазикот само за да стигнат до фотели, како што истото го прави и Зијадин Села. А ние како општински комитет дозволете да ви подариме македонско знаме, со кое што ве повикуваме да се придружите на сите оние организации и граѓани кои секој ден маршираат од 18 часот во одбрана на својата татковина.